Имајте убав и среќен ден, драги мои гледачи. Чувајте се во ова преодно време, есен, зима и така натаму. Облекувајте се, носете маска, држете дистанца, внимавајте каде сте и со кого сте, земајте редовно витамини и многу здрави работи, овошје, зеленчок и така натаму. Ве поздравувам заедно со нашата екипа од Вкусот на традицијата и комплексот Етно село Тимчевски. За денешната емисија ќе ви направам една манџа со карфиол. Сега во моментот е баш актуелен карфиолот на пазарите. Карфиолот по вкус е многу сличен и по мирис на зелката. Се става во жива туршија, се прави запечен, похован, се прави чорба од него, манџа и така натаму. И ова рецепта мене многу ми се допаѓа и затоа е многу често на моето мени, во мојата кујна, затоа што обожувам да јадам карфиол. Содржи многу есенцијални масни киселини, многу витамини, многу минерали и така натаму. И затоа е препорачливо да се јаде многу често карфиол секогаш кога го имаме. За овој рецепт нас ќе ни биде потребно една мала главица карфиол. Обично е ова околу 300 до 400 грама. Ако имате голема главица карфиол, тогаш употребете половина. А половина нека ви стои за наредниот ден, например да направите тава со карфиол или да направите ќофте или чорба, како и да сакате. Ке ни треба еден голем стек, тоа е пилешки гради, некаде од прилика околу 250 грама бело пилешко месо. Понатаму ке ни треба 250 мл павлака за готвење или кисело млеко, како сакате. Понатаму 4-5 чешниња лук, една китка макдонос, една главица кромит, 100 грама ситно сечкана сланина, бибер, сол, мешан сув зеленчук, малку оригано, вода по потреба, масло околу 1,5 децилитар и на крајот можете да ставите Значи, тоа е исклучиво по ваша желба и не мора. Можете да ставите 100 грама сирење, можете 100 грама кашкавал, како вие сакате. Така и ова манџа е многу густа и се подготвува исклучиво во тенџере на рингла. Добро загреана, имаме доста силен оган, го ставаме тенџерето и ставаме масло. И го ставам кромидот да се пржи на загреано масло. Да се пропржи. Всушност, главната состојка во целата ова манџа се разбира карфиолот. Прво го вадиме кочанот, внимавајќи да ги оставиме цветовите цели. Да ни останат цели, затоа што тој се става на самиот крај. Така. Јас сега ќе го поделам. Како ќе ви излезат цветовите, така. Додека се пржи кромидот. Сега промешувам. Тука ќе ставам малку бибер. Промешувам. Не треба многу да биде испржен. Туку само да ја промени малку бојата, да добие стаклест изглед и веќе е готов кромидот. Во меѓувреме ќе го сечкам лукчето. Колку има повеќе лук, толку е повкусно. Ќе ставам сега сланинката. И таа да се пропржи.
И ќе го ставам стекот, тоа е пилешките гради. И тој секако на коцки пресечен. На него му треба многу малку. Го ставаме и него. Манџата ќе има бела боја. Ставам сега мешан сув зеленчук. Малку орегано. И малку сол. И ќе меша. Додека тоа си се пржи, јас ќе го досечкам лукчето. И сега само да забележите дека мефцето е пропржено и од двете страни. Само мешајте. Затоа што знаете дека пилешките гради многу брзо се приготвуваат, многу брзо се пржат. Еве гледате како и кромидот ја промени бојата. Месото исто така, веќе врелецот и врелото масло го има фатено. Еве, веќе е доволно. Еве, самите ќе забележите кога ќе почне многу да врие, тогаш е веќе време да ставиме малку лукче и веднаш да ставиме вода. Вода да зоврие. Најпрви ќе ставам 7 децилитри вода. Еве за ориентација да знаете. Кога ќе проврие, тогаш го додавам карфиолот внатре. Охо, штубаво си врие. Одлично. Сега постепено ќе го додадам карфиолот со цветот нагоре и веќе нема да ја мешам манџата. Знаете дека карфиолот исто така многу брзо се приготвува. Сега ќе го оставам да врие и ќе ја намалам температурата на оганот. Значи, ќе ја намалам речиси половина на тивко да искрчка. Потоа ќе го додадам макдоносот или овчото кисело млеко 250 мл или павлака ако имате за готвење, што сакате, изборот е ваш. Вообичаено и помладите домаќинки сакат да стават павлака или течна павлака за готвење, а во услови дома, каде што имате и домашно кисело млеко и така, грев би било да ставите нешто друго, туку ставете токму домашно кисело млеко. Повторно го покривам и го оставам 15 минути за карфиолот да биде убаво обарен.
Еве веќе доволно време помина како што врие и чинам дека е, да, еве го. Одлично, готово е, супер. Сега ќе ја додадам павлаката или киселото млеко. Значи, по ваш избор. И одозгора ќе го ставам макдоносот и повторно не мешате. И ќе додадам малку кашкавал рендан одозгора. Да се стопи внатре и кога ќе ја јадете врела чорбата, така да се влече конци да има по неа. И толку. Затворете ја, само малку да пробам всушност за сол да видам дали е доволно. Значи нема мешање, со лажичката помеѓу цветовите од карфиол. Ајде да видам сега. Ништо не треба да додадам. Ништо. Нека поврие уште 5 минути, ја затворам, уште 5 минути и таа е готова. Еве веќе почна силно да врие, повторно намалувам. Значи 5 минути и веќе е готова. Ех, драги мои, да се има ваква чорба на трпезата од карфиол, манџа, како сакаме можеме да ја наречеме, е привилегија. Затоа што толку е убав вкусот, толку е мирисот привлечен, толку целиот дом ќе ви замириса на оваа прекрасна манџа од карфиол и ќе ве освои. А здрава работа. Еве топличка. Колку сакам вака кога чади, топла. Ајде да ја пробам сега. Што сме направиле да видиме? Леле, Боже, Господе, колку е убаво, колку е убаво. Како да ви кажам, како локумче, како, не знам, тоа е толку убаво. Па како се чувствува и вкусот на лукчето, на стопениот кашкавал внатре. Леле, убавина. Господ здравје да им даде на тие што ја измислиле ова рецепта, тоест на нашите македонски домакинки. Нема на светот подобри домакинки од македонките. Тоа е крај и тоа е закон, на секаде признаени. Драги мои, вела дека лагата, клеветата, оговарањето се идентични како кредитна картичка. Ги уживате сега, ама подосна ги плаќате. Затоа бидете добро внимателни. Ве поздравувам, ве сакам од се срце. Исто така ве поздравува и целиот персонал од комплексот Етно село Тимчевски. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата.